Добар ден и добредојдовте во првата епизода од подкастот Разговори за здравје, во кој што го ставаме во фокус менталното здравје и психосоцијалната благосостојба на младите и адолесцентите. Ќе зборуваме за тоа зошто е навремено значено да се препознае менталното здравје и да се поддржи менталното здравје кај младите и адолесцентите. И каква е улогата на позитивното родителство во создавање на безбедна, сигурна и поттикнувачка стабилна средина за правилен раст и развој. Нова тема зборуваме со професор доктор Марија Ралева, која што ни доаѓа од експертскиот центар за родителство и долгогодишен експерт од областа на менталното здравје на децата и адолесцентите. Добар ден и добредојдовте во нашиот подкаст. Зборуваме за тема која што вам ви особено блиска и на почетокот би сакала да ја отвориме со тоа кои се најчестите предизвици кои што се поврзани со менталното здравје со кои што се соочуваат денеска младите и адолесцентите и кои се клучните фактори кои што придонесуваат токму за нивната психосоцијална благосостојба. Добар ден, благодарам за поканата. Она што е секогаш во фокусот и на мојот интерес, а сега и се надевам и во фокусот на интересот на сите нас како родители, воспитувачи, старатели, е всушност менталното здравје на нашите деца и млади, што представува основа на целокупното ментално здравје до животниот циклус. Добрата основа во однос на воспоставување на здравјето, а со тоа и на менталното здравје, се воспоставува во раното детство и во адолесценцијата. Значи, во тој клучен животен период, односите со родителите, односите со негувателите, со најнепосредните возрастни кои ја пружаат таа негувачки однос со своите деца и со своите најблиски, е тоа што ја прави основата на добрите поврзувања кои што се одвиваат интензивно во мозокот на детето, и тоа е основата за интеграција на чувствата, осетите, перцепциите, доживувањата и подоцна на учењето, размислувањето и воопшто доживувањето на себе си како личност од доверба и доживувањето на околината како доверлива и во која може да се има доверба. Меѓутоа, секогаш овие рани односи не се така негувачки, исполнети со грижа и љубов на родителите кон своите деца, и тогаш сето тоа може да има реперкусии, да има влијание врз подоцнежниот развој на децата и младите. Во раниот детски период, односно во предучилишната и училишната возраст, предизвиците со кои се сретнуваат децата и родителите се всушност промената во однесувањето на децата и во начинот на нивното размислување. Често пати родителите се сведоци на тоа како нивните деца одеднаш се менуваат, стануваат поимпулсивни, по-нетрпеливи, поизбувливи, настапи имаат често пати на лутина без агресивност, или пак се повлекуваат, стануваат плачливи, раздразливи, немаат доволно внимание, концентрација, не може да спијат, не може да јадат или некои други промени во навиките следат. Кај повозрастните, кај адолесцентите, овие промени може да бидат поврзани со нивните социјални и емоционални релации, и тука може да дојде до сериозни реперкусии врз дружењето со врсниците, врз одржување на пријателствата, повлекување во себе, запоставување на личната хигиена, запоставување на личните потреби, изостанување од училиште, незаинтересираност, неможност за концентрирање, неможност за исполнување на задачите и обврските, пад на училишниот успех, или пак спротивно, прекумерно
избувливо однесување, конфликтуозно, со ризици кои што ги демнат на секој чекор и влегување во сериозни ризични ситуации. Добро, на кој начин тогаш позитивното родителство може да влие во превенција и во соочување токму на овие предизвици кои што ги споменавте? Родителските програми имаат првенствено за цел да ја намалат злоупотребата на децата, да ги превенираат бихевиоралните нарушувања кај децата. Именно затоа и родителските програми се разликуваат дали се однесуваат на родителски програми наменети за родители на деца од 2 до 9 години или пак за родители и адолесценти од 10 до 14 години. Такви се нашите програми всушност. Во овие програми за раното и средно детство, главно се вклучуваат само родителите. Родителите се експерти за своите деца. И преку нив можна е промената и промоцијата на позитивното родителство и да се види како тоа впрочем се прифаќа од страна на нивните деца и какви промени може да видат во своето секојдневие. И тие се засноваат пред се на стимулирање на проведување пријатни мигови со своето дете, во игра, во активности водени од детето, при што се поттикнува нивната фантазија, се поттикнува нивната креативност, се опишува она што го прави детето, се пофалува на начин специфичен во однос на тоа како нешто прави и што прави и се наградува со мали нешта. Тоа е она што децата особено го препознаваат како можна е значајно во родителскиот однос кон нив, препознаваат дека се важни, дека се тука за родителите се тука за нив, дека се и добиваат на значење и тогаш имаат желба ваквите однесувања да ги повторуваат. И всушност тоа е основата на тамошната градба која што ја воспоставуваат децата и родителите, за да може на таква основа да се надгради позитивната дисциплина. Со адолесцентите се работи малку поинаку. Родителите и адолесцентите заедно се во групните средби, при што и едните и другите ја се поттикнува нивната меѓусебна комуникација, меѓусебна доверба, поддршка и понатаму низ јакнење на ваквите позитивни односи родител-адолесцент, адолесцент-родител, всушност е основата и за градење на другите дисциплински постапки. Донесување правила во семејството, преговарање за тие правила, што ако не се почитуваат правилата, кои се последиците за одредени правила. Така што адолесцентите многу поодговорно и многу свесно се вклучуваат во тој процес. Во таа насока можеби само треба да го споменеме фактички колкава е влијанието на оној негативен модел кој што знае да се практикува кај нас. Точно. Ние сме сите склони да го воочиме негативното однесување и да реагираме на тоа однесување. И се заглавуваме во тоа, се фиксираме во тоа и децата ги фиксираме во таквото однесување, поклонувајќи им големо внимание и многу време во тоа, објаснувајќи се, доаѓајќи до детали, зошто, како, што, расчленувајќи го сето тоа, што е всушност едно негативно учење за децата, затоа што така добиваат внимание, така ја добиваат посакуваното време што родителите им го посветуваат на еден негативен начин и тогаш тоа се повторува и се зацврстува и како детето расте, добива нови и нови форми на однесување. И тогаш нема разговор на доверливост, отвореност,
комуникација која што е со можност за искажување, со можност за разбирање, со можност за препознавање и афирмирање на она што секој чувствува, и родителот и детето. Наспроти силата во суштина која што носи позитивното родителство, токму да ги омоки тие релации на родител-дете. И тоа е всушност навистина, како што рековте, моките на родителството. Затоа што ние сите сакаме да бидеме препознаени, да бидеме видени, да бидат луѓето тука заради нас, а тоа всушност се случува низ родителските програми, низ вежбање, низ активности, низ многу примери, низ справување со предизвиците на кои што родителите наидуваат и споделување во групен еден групни околности. Да. И во таа насока, кои се оние клучни предупредувачки знаци кои што можеби ние како родители, меѓутоа и наставниците, можат да ги препознаат кај децата навремено, за да се откријат некаква разлика или менување на психолошкото здравје кај младите и кај адолесцентите? Нагли промени кои што се случуваат во однесувањето се првиот индикатор кој што покажува дека нешто се случува и дека нешто не е во ред. Меѓутоа не значи дека секоја промена треба веднаш да биде алармантна. Промените кои обстојуваат подолго време, например 2-3 недели, веќе се индикативни дека нешто се случува во животот на детето и тоа преживува различни состојби, например вознемиреноста, агресивноста, избувливоста на децата, несоницата, пореметувањето на исхраната, на регулацијата на спиењето, немање доволно концентрација. Кај младите, особено поради нивната поврзаност со врсниците, поврзаност со пријателите, изостанување на таа социјална ангажираност и активност, останување дома, занемарување на своите хигиенски навики, занемарување на своите потреби, изостанување од училиште, намалување на училишниот успех, немање концентрација, депресивност, анксиозност. Сето тоа може да биде навистина во оваа возраст да се јави и доколку ваквите состојби траат подолго време, треба навистина да се запали црвено светло, односно да се види во што е работата. Или пак обратно, јас не ги спомнав тие други ситуации кај што ризичните однесувања се потенцираат, изложеноста на разни предизвици во животот на младите особено, отпочнување со супстанции, со пушење, со алкохол, со изостанување, невраќање дома подолго, подоцна во ноќите и така натаму. Сето тоа се знаци кои што треба да ги предупредат родителите дека нешто се случува. Од друга страна, пак и наставниците треба да ги препознаат знаците во однесувањата на децата, кога го менуваат своето однесување во училиште, кон врсниците, кон учењето, попуштаат со учењето, немаат доволно концентрација, покажуваат други знаци на нетрпеливост, нетолеранција, неможност за комуникација и укажување на состојбите, и тогаш и тие се многу важни во таа алка на поврзување со родителите и преземање иницијативи за барање помош и начина на надминување на таа ситуација. Ми се допадна бидејќи вака ги именувавме овие состојби како лакмус хартија кои што можеме да ги користиме токму во препознавање и на овие менување на ова ментално здравје на младите. Меѓутоа може да зборуваме и дали во суштина постојат стратегии и интервенции кои што можат да го унапредат менталното здравје кај младите и адолесцентите. Нивната психолошка благосостојба и на некој начин создавање на здрава иднина. Секако дека е тоа важно и можно, и колку што повеќе сме опремени со можности да им се приближиме на децата и адолесцентите, да ги разбереме и да воспоставиме со добра комуникација со нив, толку повеќе можеме да направиме за нивната добросостојба. Например, секогаш е добре дојден и многу важен отворен разговор со детето, со адолесцентот.
отворен разговор во смисла да може да ви се довери, да може да ви каже што го мачи. Без критики, без проценки, без просудување на постапките. Туку да може да се искаже, да биде отворена комуникација и загриженоста на родителот исто така да биде тука јасна и отворена за да детето свати или адолесцентот свати за што се работи, дека тоа е една ситуација која ги загрижува родителите. Од друга страна, обезбедување поддржувачка, потикнувачка средина во домот со вклучување во активности што ги сакаат децата, што ги сакаат младите, во разни редовно исхранување, одржување на сонот, здрави навики во смисла на спортски активности, активности на отворено, прошетки, придружби, повикување на врсници со кои имаат позитивен контакт, позитивен однос, да се вклучат во разговор, во дружење со младиот човек. Исто така, наставниците се многу важни да препознаат одредени состојби и да можат навремено да ги информираат родителите или пак да преземат самите училишта некои активности кои што можат да влијаат на подобрување на таа состојба преку стручните служби, преку училишните психолози, педагози, каде што можат да се обратат децата и младите со барање помош и всушност промовирањето на барање помош како една позитивна карактеристика, а не слабост, е можне значајно во ваквите ситуации. Да сватат дека барањето помош значи дека препознаваме нешто, дека е променето кај нас, дека тоа сакаме да го промениме и затоа се обраќаме на луѓе во кои што имаме доверба, во кои што децата, младите имаат доверба за таквата помош. А тоа се стручните служби или треба да бидат такви. И, на крај доаѓа поддршката и помошта на стручните лица, на психолозите, педијатрите, психијатрите за деца и млади, кои што се тука да направат проценка, да видат дали е потребна соодветна терапија, интервенција или поддршка што им е потребна на децата и младите во ваквите ситуации на засегнатост. По овој разговор го сваќам токму во насока на поддршка, токму во создавање на здрава иднина. Се надам дека грижата за емоционалната благосостојба на младите не е само наша обврска, туку на некој начин е можност за создавање на здрави индивидуи на кои што ќе положиме нашата иднина. Сигурно, тоа сите го посакуваме и тоа е навистина така. И Нобеловецот Хекман во 2000 година ја добива Нобеловата награда всушност во економија, каде што укажува на тоа вложувањето во позитивните програми за поддршка на развојот на децата и младите вродуваат со економска корист подоцна долживотниот циклус. Односно се намалуваат трошоците за сите социјални и здравствени интервенции кои што понатаму може да дојдат доколку не се интервенира рано. Беше многу инспиративно да се биде со вас денеска и благодарам многу за разговорот. Ви благодарам на поканата и навистина ми беше задоволство да учествувам.